Слава на нашиот Господ Исус Христос. Во ова Евангелие слушаме како човек му поставува на Исус едно исклучително важно прашање. Учителе, што треба да направам за да наследам вечен живот? Токолку ова прашање не беше поставено со намера да го искушува Исус, би било едно од најсериозните и најдлабоките прашања што човек може да ги упати до Бога. И токму ова прашање и денес секој христијанин треба да го постави во своето срце. Што треба да направам за да имам живот вечен? Дали воопшто се прашуваме што е она што ни недостасува во духовниот живот? Дали бараме што е она што може да го продлабочи нашиот однос со Бога? Исус секојаш ги познава намерите на оние што му пристапуваат, ги гледа нивните срца и затоа не сака да дава површни одговори. Наместо тоа, во духот на тогашните учители одговара со прашање за да го поттикне соговорникот на размислување. Што е запишано во законот? Како читаш? Законникот му го повторува на Исус оно што секој еврејско дете го знае од најмала возраст. Заповедта да се љуби Господ со сето срце, со целата душа, со целата сила и сиот разум и ближниот како самиот себе. Исус го пофалува и му вели: прави така и ќе живееш. До овој момент и Исус и законникот се согласуваат, но законникот, сакајќи да се оправда, поставува уште едно прашање. А кој е мојот ближен? И тука започнува суштинското размислување. Дали ние некогаш сме се запрашале кој е нашиот ближен? Каква е нашата перцепција за ближниот? Често кога некој не е од нашето семејство, не се наши родини или пријатели, ние не ги доживуваме како ближни. Ги гледаме како туѓинци, неважни, некои што не засегаат. Исус затоа ја кажува параболата за милосрдниот самарјанин, приказна која сите ја знаеме. Човек кој слегувал од Ерусалим кон Ерикон, тоа е еден опасен пат и бил нападат и оставен полумртов. Поминува свештеник, но го одминува. Поминува и левит, го заобиколува. А еден самарјанин, човек кого евреите го сметале за непријател, се сожалува, му ги преврзува раните со еле и вино, го носи во гостилницата и се грижи за него. Исус го прашува законникот кој од овие тројца беше ближен на нападнатиот. Одговорот е јасен: оној што покажа милосрдие. Оваа парабола ја открива нашата одговорност едни кон други. Ближен е секој човек во потреба без разлика на неговото потекло, вера, социјална положба или нашите лични симпатии. Но параболата има и подлабока духовна димензија. Исус е вистинскиот милосрден самарјанин. Тој се наведнува на човекот, а тој човек би можеле да бидеме и ние, кои сме ранети од гревот и лежиме како полумртви на нашиот пат кон светоста, немотни сами да продолжиме. Многумина можеби ќе не заобиколат, но Христос не остава. Тој ги преврзува нашите рани со елеј на светите тајни, ги полива со виното од Евхаристијата, не става на своите рамиња и не внесува во гостилницата која пак е символ на неговата црква. На гостилничарот му вели дека ќе плати се што е потребно, ако треба и уште ќе плати. А Христос веќе го надомести тоа со својата крв на крстот. Но ако треба, тој е подготвен и уште да плати за нас. Ова е откровение за Христовата љубов кон секој од нас. Затоа Исус на крајот му вели на законникот, но и на нас: оди и прави така. Да се прави така, дали така правиме? Да се прашаме дали ги вртиме лицето од материјално сиромашните, болните или ранетите? Дали го свртуваме лицето и од новите форми на сиромаштво, духовно, емоционално, морално сиромаштво? Современите рани најчесто се раните на осаменоста, на духовната рамнодушност, луѓето кои се препуштаат на силите кои уништуваат душата. Исус не повикува да бидеме како него, а не како свештеникот и левитот кои се оддалечили од страдањето. Папата Фрањо често ја опишува црквата како полска болница, место каде што ранетите души се лекуваат. Тоа е нашата задача, да ги внесуваме во духовната болница, во црквата, да ги доведуваме до Христос кој единствен може да исцели. Материјалната помош е важна, но духовната е уште поважна. Светот е препон со разбойници кои рануваат човечката душа, гревот, пороците, зависностите, искушенијата, безнадежноста. Токму затоа Господ ни вели: оди и ти прави така. Кога ќе излеземе од црквата, сигурно ќе видиме сиромаштво, но
дали имаме поглед што продира под површината во душите на луѓето. Да го препознаеме духовното сиромаштво и таму да се застапиме. Христос ни дава модел да не се плашиме од раните на другите, туку да ги носиме на своите рамења со љубов, но и да дозволиме да бидеме носени.